Добар ден, почитувани гледачи. Следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за животен стил во менопауза. По повод светскиот ден за подигнување на свеста за овој биолошки процес и неизбежен период кај сите жени 18 октомври. Мои гостинки и соговорнички во студиото на оваа тема се професор доктор Анета Сима од клиниката за гинекологија и акушерство и Билјана Ристеска, нутриционист. Добар ден, ви благодарам што сте дел од денешното издание на Добриот доктор. Добар ден и за вас, благодариме на поканата. Професор Сима, ќе почнеме со вас. Што точно како вовед во темата представува менопаузата и на која возраст најчесто овој биолошки процес започнува кај жените? Менопаузата означува крај на репродуктивниот период. Е една физиолошка состојба чиј доминантен симптом е отсуство на менструален циклус, како и низа други симптоми за кои што подоцна ќе зборуваме. Така. Средна возраст, заедничка возраст кај сите жени е околу 51 година, зборувам на светско ниво, со известни варијации, значи нема строги правила, може да биде од 45 до 52 години. Така. Кои се најчестите, ги споменавте симптомите телесни, но и емоционални симптоми што жените ги чувствуваат токму во тој период? Има ли некое предвестие, односно период пред да настапи менопаузата? Промените и симптомите се бројни, навистина. Доминантни од гинеколошки аспект започнуваат промените во менструалниот циклус, во смисол на пообилни крварења или продолжени неправилни крварења. Меѓутоа може да се случат и да станат пооскудни, поретки, да бидат намалени во обем и во честота на јавување. Меѓутоа не е правило дека прво ќе почнат тие симптоми. Може да почнат симптомите од емоционалната сфера и да бидат доминантни, и на жените да им биде нејасно всушност што во овој период се случува. Друг најдоминантен симптом за кој што скоро сите жени знаат и ги чувствуваат и најтешко ги поднесуваат, тоа се така наречените топли бранови или валунзи, пропратени со црвени потење, кои што се исклучително непријатни и пациентките на нив најмногу се жалат. Нареден симптом кој што почесто се јавува е зголемување на телесната тежина, поточно во централниот дел дебелење, односно зголемување во абдоминалниот дел, задршка на течности. Во емоционалната сфера, исто и во мисловна, во когнитивната сфера, доаѓа до една успореност во мислите, да кажам, почеток на една когнитивна дисфункција, така наречена мозочна магла, потешкотија во концентрирање, емоционална нестабилност од типот на лесна иритабилност и потешки состојби, неурози, анксиозни состојби, депресивни состојби, кои што исто така може да бидат доминантни. Останатите симптоми, дефицит на колаген во кожа и слузница, што доведува до атрофија и на урогениталниот епител, потаму дава урогенитални симптоми, сувост, недостаток на либидо со сексуална дисфункција. Во подоцнежната фаза имаме болки во коски, во зглобови, намалување на коскија густина. Од метаболичките параметри, оние што не се гледаат, настанува пореметување во липидниот профил, во гликемискиот профил. Се на се една плејада на симптоми кои што може значително да го нарушат квалитетот на живот на жената. Не сите настануваат подеднакво застапени кај секоја пациентка. Многу е индивидуално. Се индивидуално, да. Кој симптом која пациентка ќе го има и колку ќе биде изразен. Така. Годинешното мото на светскиот ден за подигнување на свеста е токму животниот стил во време на менопауза, односно и периодот потоа. Ристеска, како исхраната може да влијае на ублажување на некој начин на симптомите кои ги спомена професорката токму во овој период? Има ли влијание? Така, исхраната директно влијае на овие симптоми кои што ги напомена докторката, почнувајќи од расположението, понатаму во намалувањето на телесната маса или одржување на таа телесна маса за време на менопаузата, како и во хормоналниот баланс. Не секоја храна нели има исто влијание и не секоја храна треба да биде сконзумирана во текот на овој период на менопауза кај жената.
од причина што естрогенот, нели, се намалува лачењето негово, а тој не е задолжен само за нашето репродуктивно здравје, напротив, задолжен и за многу функции во нашиот организам, како што се кардиоваскуларното здравје, како што е, нели, коскеното здравје и здравјето на нашите коски. По таа причина исхраната треба да биде навистина на завидно ниво, треба да биде избалансирана и строго контролирана од страна на стручно лице, не да експериментирате во текот на, нели, овој животен период од животот на жената, заради тоа што понекогаш малите грешки може да направат сериозен и голем здравствен проблем по однос на нашето тело и организам. Храната треба да биде богата преди се со растителни влакна, протеини, здрави масти, за да говориме за добар избалансиран оброк во текот на денот на жена која што се соочува или е во менопауза. И од таа причина пожелно е сите оние кои што веќе ги имаат почувствувани или симптомите на перименопауза или менопауза да се обратат и се консултираат со стручно лице во најмала мера за да, нели, добијат некои совети, да добијат некои насоки кои што би им го олесниле овој процес кој што, морам да напоменам, не е болест, кој е само состојба која што мора и неминовно е да дојде и да ја помине жена. Така е. Сите жени кои се засегнати ја гледаат во моментот емисијата се прашуваат или би го поставиле прашањето што да јадеме токму овој период и кои хранливи материи, вие ги споменавте растителните влакна, меѓутоа конкретно што да консумираат? Во периодот на менопауза кај жената акутно, нели, треба да се зголеми внесот на калциум и D-витамин, заради тоа што со намалувањето на естрогенот, како што напоменав, се засегнати коските и густината на коскената маса. Калциумот и D-витаминот треба да бидат застапени. Понатаму треба магнезиумот за добар сон, кој што е исто така многу важен, и за доброто, нели, расположение. Б-витамините од кои најчесто треба тука во оваа фаза на животот на жената да бидат B6 и B12 витамините застапени, растителните влакни исто така како што ги напоменав, пробиотиците се исто така важни во текот на менопаузата, меѓутоа и ферментираната храна, односно храната која што се грижи за здравјето на нашите црева и здравјето на нашиот микробиом, практично таа е директно поврзана со нашето расположение. Доколку имаме здрав и чист микробиом, односно доколку имаме здрави и чисти црева, имаме веднаш добро здравје и подобро расположение. Таква храна е кисело ферментираната храна од млеко и млечни производи, како што е кефирот, киселото млеко, пробиотските јогурти, меѓутоа и ферментираната храна во домашни услови, како што е киселата зелка, на која што веќе е период. Зимницата, дел од зимницата. Токму така, ова се хранливи материи кои што неминовно во текот на целиот живот треба да ги внесуваме, меѓутоа некако со намалувањето на лачењето на естрогенот добиваат на значење и односно се намалуваат и стануваат дефицитарни истите. Треба да се грижиме заради тоа што подоцнежните фази од менопаузата знаат да се јават проблеми, како што ги напомена и докторката, нели, може да дојде и до несакана остеопороза кај жената, која што, верувајте, доколку имаме добар тек на и начин на живот и исхрана, не мора да се случи и не се случува, впрочем кај многу жени и не се случува, немаме појава на остеопороза во подоцнежната фаза од менопауза. Така, менувањето на стилот на живот за подобрување на општото здравје кај жените во менопауза секако е клучно, меѓутоа исто така и гинеколошкото следење е од исклучителна важност. Колку, професорка, се важни редовните гинеколошки прегледи и какви прегледи се препорачуваат кај жените кои веќе се влезени или се на прагот да влезат во овој биолошки процес? Секако здравјето е на прво место, а потоа и квалитетот на живот, директно, односно индиректно, зависи од нашето здравје. Секоја жена, како и во репродуктивниот период, неопходно да си прави превентивни прегледи еднаш годишно. Доколку тоа не го направила во последните години, а тоа многу често се случува со нашите пациентки, значи по завршување на репродукцијата воопшто не се јавуваат на гинеколог. Значи, препораката е да бидат редовни и после тоа, особено доколку се појават некои симптоми што би укажувале на менопауза. Значи, редовно следење, да се јават кај својот матичен гинеколог, се прави гинеколошки преглед, ултразвук, пап тест, најново се препорачува и ХПВ типизација. Значи, за типот на прегледот гинеколошки одлучува самиот гинеколог. Задачата на пациентките е само да се јават, да ги слушаат препораките
да се пожалат на симптомите, затоа што менопаузата е период кога заради физиолошкото старење се јавуваат и други хронични состојби кои што може да наизменично да наликуваат на симптомите од менопауза. Така. И токму заради тоа треба да се додиагностицираат и да се направи разлика дали се работи за хронично заболување или се работи за симптоми од менопауза. Доколку се најде некоја дополнителна хронична болест, тоа многу често се случува, за која пациентките не се ни свесни воопшто, должноста наша, односно на гинекологот или на семејниот лекар, е да ги препрати понатаму кај друг специјалист, зависно од состојбата која што е најдена. Значи, пристапот кај овие жени треба да биде мултидисциплинарен. Така. Значи, ние како гинеколози не можеме да ги знаеме сите хронични состојби, не сме интернисти, Така. не сме ни психолози, нити терапевти. Значи, нашата задача е да го детектираме, односно да поставиме гинеколошки статус, како што ние го кажуваме, да го завршиме нашиот дел, а потоа да побараме помош и консултација од колеги кај кои што мислиме дека треба да се упати пациентката. За да се најде причината за конкретната реакција или симптом. Последниве години работиме на тоа да имаме едукативни предавања, односно консултации со колеги од другите специјалности, интернисти, физијатри, психолози, психотерапевти, нутриционисти, ортопеди. Значи, сите оние специјалности што ни се потребни во периодот на менопауза кај жената, за и таму малку да ја подигнеме свесноста и меѓу себе да соработуваме. Доколку пациент може да се јави прво пациентката на ортопед заради болка во коските или заради тегоби со покачен крвен притисок да отиде на кардиолог. Кардиологот е должен да го заврши исто својот дел, своите исследувања и потоа задолжително да побара преглед од гинеколог. Да. Значи, таа соработка е неопходна во интерес на пациентките. Така. Многу често овој период помеѓу жените се користи или се слуша терминот хормони. Што се случува со нив во телото кај жените кога се во менопауза со хормоните? Хормоните се специфични соединенија без кои што нашиот организам не може да функционира. Зборувам сега генерално, тука ги вклучувам и гинеколошките хормони, односно репродуктивните. Да ги опишам едноставно за да не разберат гледачките, хормоните би биле како, значи сите органи во нашето тело се зависни од тие хормони, додека самото нивно дејство би било како диригент на овој цел оркестар. Значи, доколку некоја од овие функции изостане или има некоја дисфункција, веднаш тука се појавуваат нарушувања. Ние ги проучуваме и сме надлежни за репродуктивните хормони, најмногу ги знаеме, ги познаваме нив, естрогенот и прогестеронот, чие што дејство се намалува во менопаузата. Го спомена и Билјана, така. Се намалува серотонинот и допаминот, познатите хормони на среќата и на задоволството. Сега тоа е еден неизбежен процес, меѓутоа нивниот дефицит се чувствува и има последици во функционирањето на организмот. Естрогенот доминантно, како хормон, буквално е неопходен во градбата и во функцијата, речиси на целото тело. Како што веќе спомнавме, буквално на секој орган му недостасува естрогенот, кој што на свој индивидуален начин учествува и во градба, и во функција на органите. Така, Ристеска, како да се надополни таа состојба? Може ли физичката активност на некој начин да помогне во регулирањето на хормоните и да се спречат дури и сериозни заболувања? Ја потенциравте остеопорозата и двете, и како вид на физичка активност е најдобро да се комбинира поврзано со исхраната и со намирниците кои ги споменавте пред малку? Физичката активност од клучно значење во овој период од животот на жената и треба да биде практикувана и застапена во секојдневниот живот низин. Најмалку 3 пати неделно треба да сме физички активни, заради тоа што со самата физичка активност го подобруваме здравјето на нашите коски, се зголемува густината на коскената маса, затоа што не сме пасивно, сме активни. Понатаму се зголемува, се намалува нивото на кортизол хормонот, хормонот на стрес, а на база на истото се зголемуваат ендорфините хормони, допаминот и серотонинот, кои што ги напомена и професорката, нели, хормоните на среќата.
Делуваат стимулирачки на нервниот систем, практично со самата физичка активност стануваме и порасположени, имаме мотив за уште една физичка активност и практично секојдневно се ја наметнуваме како навика, рутинска навика за база на наше добро здравје понатаму во текот на животот и после менопаузата. Физичка активност која што се препорачува да биде застапена во текот на менопаузата, се повеќе физички активности може да се практикуваат во зависност од тоа што сакаме да делуваме. Доколку тоа брзо пешачење, пливање или возење велосипед, директно влијаеме на доброто здравје на нашиот кардиоваскуларен систем, односно на срцето. Доколку е йога или пилатес, делуваме на хормоните, на балансот на хормони и на здравјето на психолошкото наше здравје, на психолошката состојба. И понатаму имаме вежби кои што не се препорачливи за секој, со тежина и тегови. Тоа се вежби добри за нашите коски и мускули, затоа што во текот на менопаузата се намалува и мускулното ткиво. Практично жените кои ќе влезат во менопауза може да дојдат до една состојба на саркопенија, која што е многу актуелна. Практично на база на масното ткиво се намалува мускулното ткиво, односно масното навлегува во мускулно ткиво и за тогаш имаме задршка на килограми или зголемување на килограми плюс и задршка на одредени течности во нашиот организам. Но тие вежби кои што се пооптеретувачки, кои што се вежби со тегови и тежина, мора строго да бидат контролирани по препорака на соодветно образовано лице во областа, односно човек кој што има завршено факултет за физичко образование и да не биде туку така некој ми ги каже јас ги вежбам вежбите или можам 100 кг да издржам на нозете или на рацете. Верувајте дека луѓе кои што не биле физички активни не може веднаш да ги натерате да бидат физички активни, па ниту на пилатес или на йога, а не на ваква физичка. Најголемиот дел од жените би се одлучиле за пешачење. Точно така. И треба и добро како да го прават тоа, колку 3 пати неделно споменавте, меѓутоа по половина час. Точно така, значи половина час до 40 минути е сосема доволно. Дури моја препорака е наутро секоја од жените кои што се соочуваат со вакви проблеми да има барем 10 минути стегнување, ако ништо повеќе. Значи 10 минути стегнување е сосема доволно секој ден за да го почнеме денот онака како што сакаме да сме расположени практично во денот и со поголема леснотија. Ништо да не преземеме на своја рака и доколку немаме препорака од стручно лице. Така е, тоа е многу клучно во овој период. Да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачки. Почитувани во програма сте, повелете. Добро утро. Добро утро, добар ден, повелете. Еве, јас имам 42 години. Така. Пред таа кресплатен да пребием е извадена матката. Тоа е веќе 12 години имам циклус. Сакам да прашам дали сум во менопауза или дали тоа е вештачка менопауза. Се надевам дека професорката го разбра прашањето, ќе добиете конкретен одговор. Секој е добро, господја. Се случува и тоа за жал заради акутни хируршки причини и крварења во акушерството, после царски рез. Неопходно е да се направи хистеректомија, односно вадење на матка. Значи се работи во тој случај за хируршка менопауза, тоа не е природна, значи е намерно предизвикана, во овој случај со цел да се спаси живот. Значи се работи за хируршка менопауза, кај која што советуваме да се ординира хормозаместителна терапија. Овие пациентки се кандидатки за таа терапија, затоа што релативно во рана возраст се случува губењето на матката. Верувам дека се оставени јајниците, меѓутоа сепак има таму редукција во хормонскиот профил и треба да се надомести истото. И овие случаи бараат почести следења. Бараат почести следења, да, и активен третман, активна работа. За нив не важат овие другите правила, значи таму се работи за ургентна состојба која што треба да се третира. Со пресметан ризик за доброто на пациентката. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма, сте, повелете. Да. Добар ден, ве слушаме. Да, ве поздравувам вас, ве поздравувам докторката. Сакам да прашам, јас имам 70 години, дали смеам да пијам нешто за што ме остави менструацијата? Зашто ми века и 90 години да имаш, мораш нешто да пиеш. Сакам да ја прашам докторката, гледам професорка, она се разбира, дека викаат може да те дрви, да менструација, мислам да ме држи до 90 години, а ја имам 70 години. Што ми
Што препорачува така? Препорачува докторката. Да ја прашам прво пациентката колку време веќе нема цикл. Колку време нема? На 55 години ме остави, веќе 15 години нема менструација. Мислам на време ме остави менструацијата, немав никакви проблеми. Меѓутоа на гинеколог вика дека може да се пие. Сега докторката што ќе ми каже, интересира. Што е препорачливо овој период и после 15 години дали треба нешто? Ви благодарам Пијам. Доколку сте на линија, што пиете? Да. Што примате, може да ни кажете? Пијам, јас витамини пијам, некојаш и за прашувам у аптека па ми даваат за навечер, за насабаје да пијам, дали да продолжам или што да правам, што ми препорачува докторка? Да. Океј, во ред, се извинувам, ќе добиете конкретни препораки, совети накратко. Значи вака, препораките се да се надоместува хормозаместителна терапија, односно фитоестрогени или синтетички хормони да се надоместуваат во првите 10 години од изостанокот на циклусот. Во оваа втора фаза кај оваа пациентка советуваме симптоматски третирање на поедините симптоми што ги има. Значи, доколку има болки во коските, ќе си зема суплементи од типот на витамин К, D3 така натаму. Доколку има несолница, ќе си земе мелатонин за несолница. Значи, не препорачуваме овде ниту фитоестрогени, ниту суплементи во таа смисла хормонска. Значи, само симптоматски според симптомите што ги има. Доколку има изразена вагинална сувост, некоја уринарна дисфункција, локално третираме со локален третман може да се вклучи тука локално естроген, меѓутоа системски суплементи не. Значи поединечно, како што кажав, какви симптоми има, такви симптоми се третираат. Значи препораката уште една, сами на себе да не земате терапија. Ниту суплементи, така и суплементите некогаш знаат да дадат. Суплементите исто така имаат активни состојки кои што воопшто не се наивни и не се препорачани за големи и сериозни. Состојба, да. Предпоставувам дека пациентката има и некој друг коморбидитет и точно треба да се види кој суплемент со што реагира и како да се комбинира. Да се дава. Да, значи задолжително консултација со стручно лице. Не на своја рака да земате ниту суплементи. Така, ќе вклучим уште една гледачка, доколку имаме на линија. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Поздрав до докторката и до господјата. Поздрав и до вас. Јас имам едно прашање, пошто имам 51 година и веќе сум од мај месец веќе сум без мензис и сега чувствувам болки во зглобовите, пијам кологен, витамин Б, витамин Д пијам и во месецот имам, кога требало да добивам на тие дати, имам болка во градите и болка во долниот дел од стомакот. Дали има некој проблем или нешто друго е? Дали сте се јавиле на вашиот гинеколог, дали воопшто сте направи некакви исследувања по повод овие тегоби? Во февруар месец правев и ПАП и се беше добро, немаше никаков проблем. Меѓутоа рековте во март месец веќе почнува процес. Во мај последен пат имав и толку. Да, ќе добиете веднаш конкретни совети каде да се обратите, што да направите и како да постапите од професорката Сима. Секој е добро. Убаво прашање, воедно и да објасниме каква е процедурата. Значи, кога пациентката се жали на вакви тегоби, треба да дојде кај својот матичен гинеколог, односно, доколку има потреба, ќе се јави и на клиника. Постојат прашалници, прво следува гинеколошки преглед, доколку имаме ПАП тест во ред, значи ние одлучуваме за гинеколошкиот преглед. Понатаму пополнуваме прашалник во кој што се содржани бројни прашања околу тоа кои се симптомите, кои се доминантни. Значи, одлуката што да се прима и како да се прима е, како што споменав, многу индивидуална. Да. Значи, ги земаме во обзир целокупните други придружни заболувања, ја проценуваме целокупната здравствена состојба на пациентката и даваме препорака. Значи, постојат бројни препарати, бројни суплементи и бројни комбинации на истите и одредуваме според тоа што треба таа пациентка да прима, колку редовно треба да се следи,
што очекуваме, какво подобрување и да бидат редовни во своите прегледи. Во случај кога има потреба, додаваме, одземаме, комбинираме препарати. Така, Значи повторно да. останува да се јават и да побараат помош на соодветно место. Така. Ристеска, предпоставувам и многу од вашиве, од жениве кои доаѓаат кај вас ве прашуваат, еве пак ќе се надоврземе, кој тип на храна да го јадеме сега овој период, еве кога сме влезени или сме на прагот да влеземе, да влезат жените во период на менопауза, за да си ги олеснат маките на некој начин. Точно така како што напоменав и претходно, телото влегува во дефицит нели од протеини во овој период, влегува во дефицит од масти кои што се многу важни, меѓутоа морам да напоменам и многу често тоа кажувам, мастите ги топат мастите. Како? Значи мастите внесени преку здрави масти од исхраната ги топат нашите телесни масти преку процесот на липолиза во нашиот организам и во нашето тело. И со самото тоа моја препорака е да не се плашат пациентките од внес на масти. Многу често се случува да им речат ние сме само на зеленчук и овошје. Немојте, значи преку зеленчукот и овошјето не внесуваме се што му е потребно на нашиот организам, посебно некога е во време на менопауза. Треба да се внимава на изворот на масти кои што ќе бидат внесени во вашето дневно мени, треба да се внимава на изворот на протеини. Протеинскиот статус е многу важен во текот на периодот на менопауза, заради тоа што ни се намалува мускулното ткиво, како што напоменав, ни се намалува коскената маса, коските стануваат сензитивни и од таа причина мора да внесуваме протеини во комбинација со здрави масти, меѓутоа и комплексни јаглехидрати. Јаглехидратот кој што треба да го исклучиме, тоа е белиот кристал шеќер и белото брашно, заради тоа што ни прават директни и многу брзи осцилации на нивото на гликозата во организамот и од таа причина не треба да бидат застапени на нашето мени и треба да бидат елиминирани. Меѓутоа на база на истите може да внесеме ние комплексни јаглехидрати. Унифицирана исхрана за сите овие пациенти нема, заради тоа што секоја пациентка е индивидуа сама за себе. Пациентка кај која што делуваат добро комплексните јаглехидрати, кај истата друга пациентка со истата симптоматологија немаат такво дејство. Практично доколку сакаме во период на менопауза да намалиме килограми, најчесто пациентките кај мене се обраќаат за таа проблематика. Заради тоа што сакаат да намалат килограми, јас им велам дека тоа е најмалиот проблем за време на менопаузата, дека треба да си го променат животниот стил во годините кои што следуваат. Не е само период од 1, 2 или 3 месеци ќе намалиме одреден број на килограми. Меѓутоа, по некој што самото намалување на килограми, ние може да направиме дефицит во нашиот организам по однос на хранливи материи, меѓутоа не дај Боже и да се иницира некој вид на заболување. Точно, заради тоа што вие не може да правите дефицит од овие хранливи материи кои што јас ги напоменав, на база на тоа само што сакате да намалите килограми, односно да намалите телесна маса. Мора да се биде истраен во овој процес, мора да се биде дисциплиниран и мора да се има цел, да знаете зошто сте дошле на нутриционист, не е доаѓањето на нутриционист само заради намалување на килограмите и на одржување на телесна маса. Нутрицијата е наука која што превенира, која што се грижи за доброто здравје на пациент, не лекува, тоа морам да го напомнам. Точно така, и го надополнува целокупниот третман во оваа фаза на животот од жената. Така, хидратацијата и сонот колку се важни кај жените овој период? Може би поважна хидратацијата отколку храната во овој период, заради тоа што доколку немаме хидриран организам, што и да му дадеме, најквалитетна храна да дадеме, ние практично нема каде таа храна да ја разложиме. Водата е единствен природен растворувач на сите хранливи, меѓутоа и на токсични материи во нашиот организам. Ние колку здраво се храниме, секако ќе внесеме некој токсин преку храната и со самото тоа доколку сме добро хидрирани, односно доколку имаме добра дневна хидратација, ние полесно ќе ги елиминираме тие токсични материи од нашиот организам. Затоа на прво место би ставила хидратацијата, односно внесот на вода. Најмногу треба да отпадне хидрираноста на водата, на обичната H2O, 2 атоми водород и 1 атом кислород, меѓутоа и на природните чаеви од билка кои што се конзумираат во текот на менопаузата. Моја препорака е, како го напоменавте, сонот. Пред да си легне на жена која што во менопауза, на чаша чај од камилица ќе делува стимулативно и ќе ја изрелаксира. Понатаму
супи, чорби кои што се внесуваат во текот на овој период од животот на жената, домашно подготвени, морам да напоменам, претходно пациентката напомена, зема, односно конзумира колаген. Моја препорака е тој колаген да биде од природно потекло, да биде колаген кој што го користеле нашите баби пред нас. Тоа е практично, желатинот од коската на телето, односно телешката коска, да се свари во домашни услови, и знаеме дека тоа оди подолго време, треба тоа да се третира термички, за да се излачи целата структура на желатинот од коската и да си направат домашни бујони, да ги одложат во теглички, тој може слободно да се замрзне и да додаваат, значи во манџите кои што дневно ги конзумираат, во супите и чорбите кои што ги конзумираат. Верувајте дека така 90% е искористлив тој колаген во нашиот организам, отколку секој синтетски добиен производ кој што го имаме, а ги имаме широка лепеза на колагени и веќе луѓето не знаат кој колаген да го земам. Значи јас се оградувам, го кажувам само колагенот кој што е на природна база и кој што нашиот организам го чита и го детектира. За сонот ме прашавте, исто така е многу важен, од исклучително значаен во период од животот на жената. 7-8 часа. 7 часа е минималниот сон на жената, меѓутоа тоа да биде во релаксирана атмосфера, да си легне читајќи книга, со пиење со едно чајче од камилица или стимулативно друг вид на чај и подалеку од екран. Не пред телевизор, не пред лаптоп, не пред таблет, не пред телефон. Малце да дадеме, знаеме во кој период од ноќта се лачат оние хормони како што и мелатонинот, кој што го напомена докторката, река може да се зема во текот на менопаузата, си има одредено време на лачење, значи вие ако легнете во 1 час од пополној, веќе го имаме дефицит од лачењето на Навистина времето ни е ограничено, имавме уште многу да зборуваме, но тоа да биде повод за наше следно ведување, не само на ваков светски ден да доаѓате, туку и почесто, затоа што навистина споделивте корисни совети и информации за сите гледачки кои се соочуваат или ќе се соочат со овој биолошки процес. Ви благодарам и на двете за денешното гостување. Да соработуваме и понатаму. Благодарам на поканата, да се видиме повторно. Благодарам јас, поздрав до сите ваши гледачи. Така, ви благодарам уште еднаш, почитувани вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Во меѓувреме останете со програмата на Сител. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!